1, 2, 3 и не ти треба много за Божик, не носи подаръци. Не сакам да знам јас ништо, освен здраво како си. Ја усовршивме, а? Хај, седи, туку шала на страна, можда треба една новогодишна се направи. Оти шо знај? На Великден сум се заљубил, може само за Великден ја пеат, ама ја пеат. Ова од Марија Кери 3 милиони годишно му носи во авторски права. Са до душа таму е пујнаку малце со авторските права, посредени се малце. Ама берикјат, здравје Божи, и тука ќе се средиме. Ако не овај петок, другата среда ќе биде. Какви сте па ви? Туку кој што гледам баги работи, заборавме околу новогодишните спремања. Одма почнавте по коментари, по инбокси таму, ова го заборај, она го заборај. Чекајте малце ве луѓе, треба епизоди да се прат, вие како мислите така, се во едно да клајме, после што ќе правиме муаве. Нестрпливи колку. Еде, шо заборавме, ќе спомниме, па го заборавме, пак има и друга епизода. Шо се кири? Ајде се на шпица и да продолжиме. Пушта. За шо заборавме? Што е многу битно нови што се спрема Ептен за нови години. Пижамите бе брат. Новогодишни пижами. Море чорапи новогодишни. Капчиња веќе муаве да не правиме. Шало е новогодишно. Пајнци новогодишни. Да душа вака други набројвам. Морам да признам дека и јас ги имам сите тие работи дома. Не можам да речам. Ама кој што рековме, кој си земи жена млада, нема тука мрдање. А па на крај на денот ти не знаеш шубове бе. Ке си дојш ти од работа, жена ти има сготвено некој вечеричи убаво. Маваше ен туш и се облеквате од тие пижамчињата. Со Дедо Мразовци со чуда, со све дури боксерки имам новогодишни. Еј, што си мислите ви? Во тон све да ви. Дневната наместена со елки, со звезди, со сјалици, со чуда. Парното да топли да корни. Диноса туба вечера си се обтегнувате, тука си пуштате филмче некој Милина беба. Тоа е новогодишна бајка. Треба да знаеш да уживаш во моментите. За мене пример нема поубаво. Ке се вратиш од негде туш, јадење тука, обтегнати муабети, дено шо било како било. Филмче ти реков, ми рече Милина бе брат. Ама треба ти е погоден човек. Ако не ти е погоден човек, од џабе. Се има мажи што не ќе тич такви работи. Абе оди шо како зо. Ама на 90% многу ненимено. Дали ќе бидат со Дедо Мраз тие пижамите или со Елен или со што сака нека. Јас да имам пижами чистија си клап. Па ако му е мерак на жената не со Дедо Мразовци, со што сака нека биде. Се шо е уште појако што се прави со сите овие реквизити, а не е дом. Фотосесија бе бат. Последно е модерно да правиш новогодишна фотосесија. Значи луѓето што имат студија, сликари, ова, она, ќе си купат некоја позадина, ќе си направат, ќе си декорират демек нова година и ти се креваш со фамилијата од дома со се пижами или можда таму му дават пижами, не знам, ама ако му дават таму, треба од сите број да. Ама небитно, се крениш со пижами, ќе се дотераш, ќе се нашминкаш, ќе се средиш. Значи нашминкан среден, ама в пижами. И ќе му се обтегните таму негде на земја во некој студио, ќе ви манат некој сличе и тука постирање тие сликите мислиш, абе кузнај што направиш, ме мора и новогодишна слика направи. Ко да немаш дома телефоно на тајмер да оклаиш то сликањето да ти одбројува 10 секунди, дојш да се наместиш пределка да се слика. Ама бери ќадве од што ќе јадат па сликарите и тие треба да јадат од нешто леп. Секако сега не е сезона на свадба, нека биде сезона на нови години. Решала на страна треба и јас доптам некоја позадина негде вака. Шуќајте таму, сликат ќе дојде кај мене, ќе ве сликам, ќе ве снимам ако треба, не е проблем. Само радости да имам. Ќе си дојсите пижамите од дома. Плюс не мора ни да се шминкате дома. Еве ја шминкерката тука. Секако шминка жената. Еве ти бизнис, виде. Ке си дојте со пижамите од дом. Ќе ве разубај женчето му. После јас ќе ве насликам, ќе ви наснимам и мераци бе бате, се во е. Душа кој размислам така па многу работа ќе ми се отвори. Никако не е човек. Пошто оклам тука позадина кога видите студиото и си речите чекај мужи песна сакам да снимам. Па тек тогаш крајот кај ќе ми се наоѓа. Ај ќе видиме може ќе направиме некој бизнис план. Не може да знае. Ко сме веќе кај тие пижами, облеквања, дотервања така новогодишно, пак не е кај нас. Па од западот е дојдено таму џемперчиња си клават плетени онакви новогодишни, цела фамилија кој ќе дојдат за Божик или за шо и да ево такви џемперчиња со Елени, со Дедо Мразовци. Демек празнично расположени. Има многу луѓе што така си се собират дома за нова година. Ќе си пуштат ВТВ телевизија, само ако се во Скопје, ако не се во Скопје ќе си пуштат онлайн ВТВ телевизија. И шо ќе гледат некои новогодишни програми таму, ќе гледат новогодишна програма со овде. Ќе си направиме на лабаво емисија таму на лице место новогодишно, со лабави луѓе, со лабави муабети музиче. И ќе си поминиме за мерак бе ба. Така што ако имаш планови за дома да знаеш дека програм че од нас кима. Ама не програма туку вистинска програма, како затоа вистинска се вика телевизија. И нема собериме 100 души таму и да глумиме Happy Family сите. Нема да ги собираме еден по еден, двајца по двајца, тројца по тројца и си направиме на домашна журка за мерак. Кој не верва нека си повели на 31 нека си ви. Иначе искрено ви кажам ако си фамилиарен човек и најубаво е дома си се собери. Ке си викниш тие што ти се твои луѓе блиски мили, ке си се соберите фамилиарно, ке си
си касните, ќе си се напиете и си пуштите што сакате да си пуштите. Што ќе се турка жона му негде да ти вели некој што гледај, да јаеш некој јадење што нема да сакаш да го јадеш. Да бараш пијачка од таму уфте што да ти вели нема поќе. Така што ќе си купиш дома ќе си јаеш, што ќе си купиш ќе се напие. Фамилијата до тебе, луѓето што треба поќе. Уствари малите работи треба да те прат среќа. Овде кај нас влада и некое мислење како да треба кузнај што треба да направиш, да излезеш сега ти да се налокаш, да се направиш питулица, никој од твоите дома да не сретни и така најсреќен ќе биш во живота. Нема врска, ама добро. Големи сте вие си знаете. Ама на крајот на денот јас мислам дека најубаво е така бе брат. Секако работите цела година, малце слободни денови се ќе си седниш дома, ќе си се олаваеш, ќе си пуштиш телевизија, интернет, ќе чачкаш по телефонот, јас ќе ти излезам по сите апликации овде онде. Ќе коментираш ен таму по Facebook, уште од фрижидер ми немаш излезено. Работиме на случај бате, да знаеш ич да не ти е ма. Чим сакате и од фрижидер да ви излезам и од таму ќе ви излегвам. Не е проблем. Дуго не ти се најди некој од фамилијата ти оклај телефонот во фрижидерот и да ме остај таму да зборам, ја те пушти да му дојсиш нешто од фрижидер да отвориш и од таму да ти излезам и да го снима, тоа ќе го клам, директ го клавам, одма го постирам. Исто многу луѓе излегват, прошетват за Нова година. Ќе прошета по широк сокак по улица Македонија, кај што има луѓе многу. Да види што се дешава, да види украс. Ствари добро, не знам на улица Македонија кога ќе види украсено, пошто некако слабо се украсва последно. Ама добро, во другите градови ќе види нешто украсено, ти реков ми рече луѓе, некој ќе свири, ќе пее таму. Обично градовите организираат некаква програма. Па што знам, можда и некој вака сегде што излегва ќе го видите таму некој ден по програмите, не може да знае. Значи сегде кај што има радост, некоја славење, некој човеко таму. Да дојси шо може и поќе радост на луѓе. Пошто некој мора да збори отворено и да носи радост. Па некојаш и нервоза да дојси. Битно вистински да. Пошто ми се чини на сите ни е смачено и до овде ни е дојдено од луѓе што глумат пред камера. Кој стигна глуми пред камера. Додуше на многу луѓе може и јас му личам ко да глумам. А знаеш како? Кој ги прашва бе ба? Зато сите кои ме сретнат, леле исто збораш ко на камера. Е па зборам, тој сум да му се не види, не можам поинаку да зборам. Можда евентуално посмирено ќе зборам, пошто сега вака кога излезам пред камера, нели тремата си го прави своето како што сакат да речат луѓе. Ме фаќа некоја еуфорија, почнувам да зборам. Како навиен што се веќе. Ама во глобала тоа е човек. Ми се чини дека дури да се маскираме, пример Дедо Мраз да се направи, да може ќе зборам ќе ме познат луѓе. Не дека не можам да сменам гласа, се разбери. Ама некојаш едноставно има некој сурати, може да се направи во 200 милиони луѓе да не го познат. А има некој сурати, вака шови да се направи, тоа е човек. Исто така има едно не така популарно место кај што доста луѓе ќе поминат Нова година, а тоа е на работа. Вака пример човек. Ама добро, ајде јас барем ќе правам новогодишна емисија. Нова година ќе ни биде ќе славим. Има луѓе што морат да бидат на работа едноставно. Пример нема цели болници, а работата, ама некој дежурен мора да има бебате. Се дешава, особено за Нова година, особено на токсикологија. Оти без разлика колку и да се апелира да не пијат луѓето одвај чекат причина да се направат питулици. Особено тинеџерите што не знаат уште да пијат. Пошто возрастните и тие до душа не знаат кога да застанат. Ако не знаат тие, обично има некој жена, друга роба, оне што ќе му речи застани мора. А зато децата нешто не знаат да застанат, туку и тие што треба му речат да застанат, тие ги силат уште поќе. И секоја година слушам толку лица завршија на токсикологија. Најмладото лице 16 години, сите подом. 16 години, као иде младината. Јас не знам што е ова работа. Што бе као иде младината? Ами до пред 3-40 години не се земавте на 16 години бе. Бабите, дедовците, вие не се земавте на 7-18 години. Што сакаш да ми кажеш дека ти се зеде на 16, ама не пиеш. Седи море на кој му продавате пуф. До пред 20 години војска ги пуштаја после средно, ама демек не пиел тој. Ќе оде едни трезни војска, бо. Ич не бегаја таму преку ограда по кафани да одат. Не бе, таман работа. Абе ангели бевте сите вие возрастните, бевте ангели. Аз пример исто друштвото што сум го имал како дете, абе ангели сите беа мор. Страшно било на 16 години, од основно пушат и пијат деца. А пушат и пијат, оти не знаете си приберите појма немате дома што ви се дешава. Оти поќе се интересирате за цел свет што направи и ќе оди Виктор за Нова година отколку дома што се дешава. Ама добра, ме мават вакви теми брат. Одма влегвам во жестоко. Муабето ми беше има некои луѓе што едноставно морат да работат тоа. И нормално за тоа добиват дупла дневница. А има луѓе што не морат да работат, ама сакат да работат за Нова година и добиват дупла дневница. Оди шо ќе в кафана, ќе фрла еден том пари таму. Кога таа истата Нова година ќе имаше 200 репризи после тоа, може и дојде лапни некој динар да си клај во чекмеџето и после тоа да оди уште порајат да си прослави. Тоа имате крај немавате. Ама за жал има крај епизода. Така што тука ќе завршиме за денес. Вие пак кажете ми што пропуштив да не пропуштам нешто. Па здравје Боже, наредната епизода ќе ги доправиме муавети тие работи. А дотоаш ви посакувам да си имате убав ден и да си останете на програмата на Вистинска телевизија. Поздрав!